Добро вечер до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Сакам да ви ја честитам новата 2024 година и да ви посакам благослов, мир и водство Божјо. И се разбира благосостојба. Се надевам дека и оваа година ќе се дружиме и ќе го слушаме гласот Божи преку неговото Слово Господово или преку Светото писмо наречено Библија. Во текот на годината ќе имаме можност да слушаме за најразлични теми, кои што ќе произлегуваат, се разбира, од Словото на нашиот Господ и Спасител. Дури и вие, почитувани слушатели, кои што ја слушате емисијата Гласот на вистината, ќе имате можност во текот на ова 2024 година, ако сме здрави и живи, која е цела пред нас, да пишувате коментари и да пишете за се оно што вас ви интересира во сушност со самите теми, или па да предложите тема која што вас ви интересира, меѓутоа е од самото Слово Господово или произлегува, се разбира, од самото Слово Господово. Навистина, за мене е една прекрасна радост да можеме да бидеме и во оваа 2024 година. Се разбира, по милоста на Господа. Може би има нешта кои што ги одбележавме во минатата година, тоа е 2023 година. Но сепак, ова година која е пред нас, јас длабоко верувам дека е Господова година, кој ќе бидеме огромно благословени. Се разбира дека 2023 година ќе ја памтиме со некои работи кои го одбележаа нашиот живот, или ние кои ги одбележавме, така да верувам дека ќе има и убави моменти во ова 2024. Знаете, не мора секогаш да бидеме скептични и таа скептичност да го води нашиот живот. Ајде во ова 2024 година, која е пред нас, да дозволиме Господ да го води нашиот живот. И ако го немаме предадено нашиот живот, се уште размислуваме дека има време, може да се почека, јас сакам да ви дадам само еден совет. Дека само Бог знае докаде ќе одиме вака и докаде можеме да одиме вака. Затоа што всушност крајот на светот е во неговите раци. Тој има свој небесен календар и тој точно знае кога повторно ќе ја посети нашата планета. Но Библијата зборува дека овој пат Спасителот нема да дојде како бебе, да се роди како бебе, туку ќе дојде како цар на царевите и господар над господарите. Исус, кој е спремен да им суди и на живите и на мртвите. Библијата Исус не го опишува само како спасител, туку го опишува и како судија. И затоа при неговото второ доаѓање Исус ќе биде за едни како спасител, а за други како судија. Се разбира, одлуката е наша. Бог ни дава можност и време да го повикаме името Господово. Во Марко 16:16 ни е запишено: секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. И Бог таа можност ни ја дава преку Исус Христос. Апостолот Петар ќе каже во Дела на апостоли запишено 4:12 се вели дека нема друго име дадено под небото за спасение на човековиот род освен името на Синот Божи Исус Христос. Потоа апостолот Павле го советува Тимотеј дека Исус е нашиот посредник помеѓу Бог и луѓето. Самиот Господ Исус, додека бил на оваа земја, вели: никој не доаѓа при таткото освен преку мене, затоа што сум јас патот, вистината и животот. Воскресението и живиот леб кој слезе од небото и вам сега ви дава вечен живот.
Но сите овие можности кои ни ги нуди Исус Христос, ако ги отфрлиме, не ги примиме, се разбира, ние сами сме тие кои што се осудуваме и одиме во вечна пропас. Нашата одлука е таа кој што ќе не одведи и да бидеме од Бог вечно одвоени. Затоа, додека е времето на милоста Божја, на благодатта Божја, вратата на милоста додека е отворена за незнабожците, ајде да влеземе сите заедно и да можеме заедно да ја спроведиме вечноста со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нема друг пат, нема друга вистина, нема друга врата како можеме да бидеме со Бог, освен преку Исус Христос, Синот Божи. Всушност, Исус, Бог преку Исус Христос нам ни се објавил и ни отвори врата на благослов, благодат и на Царството Божјо. Ајде таа опција, таа можност која е единствена, почитувани, верувајте ми, да можеме заедно да ја зграбиме и да го предадеме нашето срце на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Така како што реков дека мене ми е драго што можеме и оваа година да бидеме заедно, да се дружиме во текот на целата година, да слушаме она што Господ на вистина ќе ни зборува. Мојата молитва е преку овие емисии точно Господ да ни зборува, а ние да го слушаме, се разбира, неговиот глас и да врвиме по него. Затоа што Библијата ни зборува дека неговите овци го слушаат неговиот глас и врваат по него. Многу е важно да го слушаме гласот Божи, не само што ќе врвиме по него, туку ние ќе бидеме дел од неговото стадо, а Исус ќе биде, се разбира, нашиот пастиро началник. Да се молиме, да бараме благослов, да бараме водство и се што нас ни е потребно. Почитувани, времето кое е пред нас. Никој не го познава, никој не ја знае нината нова 2024. Никој не ги знае препреките кои што ќе дојдат во нашиот живот. Не сакам да влеземе во ова 2024 година како скептични луѓе. Но сакам само да се предупредиме како што тоа го прави Бог. И тоа го гледаме низ целата Библија. Дека Бог го прави тоа со нас, затоа што тој не сака. И Бог тоа го докажа дека не сака. Библијата вели дека зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, меѓутоа да има живот вечен. Кога зборуваме за темата поблизу до Бог, единствена опција како да бидеме до Бог, поблизу до Бог, со Бог, Исус Христос е единствената опција кој ни е прикажан како централна личност, се разбира во неговото слово, во Светото писмо наречено Библија. Затоа, секоја емисија, и ова емисија, прва емисија во 2024 година, ви препорачувам, како што тоа го правев и минатите години, да го читате Словото Господово. Тоа е многу важно, да го читаме зборот Божи. Не е доволно да се декларираме дека сме верници, дека сме христијани и дека со таа наша декларација го сослужуваме Царството Божјо. Исус вели, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оние кои што го слушаат зборот Божи и го извршуваат, тие ќе бидат дел од Царството Божјо. Па дури Исус ги нарекува мудри луѓе кои се изградиле куќа на камен. Затоа, уште еднаш ќе кажам дека не е доволно да се нарекуваме христијани. Не е доволно тоа што од Божик за Божик, од Великден за Великден и во некои одредени други празници можеме да ја потсетиме црквата и тогаш да се потсетиме дека на вистина ние сме верници, дека ние на вистина сме христијани, дека ние на вистина го имаме Христос. Тоа не е доволно.
Исус ќе ни каже: никогаш не сум ве познавал. Бегајте вие кои што правевте незаконски дела. Зачо? Затоа, читајте го писмото, читајте го Словото Господово. Бог преку Словото Господово ни зборува многу јасно и гласно. Апостолот Јоков ќе каже дека писмото, Словото Господово е огледало наше во кој што можеме секојдневно да се угледуваме. Потоа Библијата зборува дека тоа е меч со две острици. Меч со две острици. И затоа да го читаме Словото Господово. Преку ова Слово Господово Бог ќе не научи како да го љубиме Бог со цело наше битие и како да го сакаме ближниот. Всушност Библијата не учи како да имаме страхопочит. Кога ќе имаме страхопочит и љубов кон Господа, тогаш ќе имаме љубов кон нашиот, се разбира, ближен. Затоа, ова е нововедна емисија за оваа 2024. Изборуваме за една прекрасна тема, која што ја отпочнавме во минатата година, тоа е 2023 година. Изборуваме поблизу до Бог. Како можеме да дојдеме до самиот Господ Бог? Кои чекори всушност се потребни да се стигне до Бог, да се биде дел од Неговото царство? Словото Господово зборува за сите чекори кои не приближуваат до Господа, но и за сите нешта кои не оддалечуваат од Господа. Иако мислиме дека нештата кои што ги правиме не приближуваат до Бог, но кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме дека тие нешта напротив не оддалечуваат од нашиот Господ и Спасител. Во моментот сме оптоварени со многу празници кои што ги празнуваме. И сите тие празници на некаков начин ни носаат радост и поттик во нашиот живот. Меѓутоа, сите овие празници не носаат слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Сите овие празници, традиции, обичаи кои што ги имаме наследно од нашите предци, не служат за слава на нашиот Господ и Спасител. Затоа, читајте го Словото Господово и тоа најпрецизно ќе ви каже како да стигнете до самиот Господ Бог или до самото Царство Божјо. Така се слушаме во наредната емисијата Гласот на вистината. Господ со вас, имете убава и благословена вечер и се разбира се слушаме во наредната емисија насловена како Глас на вистината. Пријатно!